тројца членови на Тиквешкито чакџи, друженијето кое се бави со рекреативен велосипедизам од Кавадарци, во текот на месец септември и дел од октомври ќе направат несекојдневен подвиг со велосипед ќе возат од Нова Градишка до Крушево. Возењето ќе биде во чест на прераната смрт на Тоше Проевски, нашата мега музичка звезда, а тие како друштво, односно представници на ова дружение ќе се обидат да го оживеат еве на овој начин и да ја поминат патеката од Нова Градишка, местото каде што загина Тоше, до неговото родно Крушево, со цел Тоше никош да не го заборавиме. Со нас се тројцата членови на Тиквешкито чакџи, а Драги Јованов, еден од повозрастните на ова дружение, ќе ни ги представи неговите пријатели. Драги, добар ден. Добар ден. Дали реков се како вовет? Како вовет, да, само наместо тројца, значи ние сме четворица. Добро. Едниот член ни е моментално на одмор. Иначе голема благодарност до вас, вашата куќа, што изразивте желба, се това да може да се пренесе до пошироките маси, да се слушне, значи идејата како е настаната, со кои проблеми се соочувавме до конечна реализација на оваа идеја. Како се почна? Како прво би сакал да ги представам и моите колеги, значи што ќе одиме, тоа е Тони Стефанов, Добре. Ѓоки Белевски и Маријан Хаджи Мостафов, кој рековме на одмор. Идејата се роди пред 3 години и требаше, значи, време да созре. Конечно оваа година, значи, се створија услови да може да се реализира идејата и почнавме пред едно месец и пол дена со припреми за реализација на идејата. Тешко ли беше да се подготви сето ова? Слушам дека многу пари чини ова возење од Нова Градишка до Кавадарци? Па се разбира дека е тешко. Не е така едноставно, нели? Не е едноставно, да. Не. Пред се и физичка, и психичка, а и се разбира и финансиска. Добро. И ќе видиме. Колку километри треба да извозите? Приближно негде околу 1100. 1100 километри, на колку места ќе застанете? Па ќе имаме околу 3 до 4. Значи, едно спорски кажано 5 стопа, вечерие и... Драги, дневно колку километри ќе возите? Па по план, доколку временските услови ни дозволат, негде 120 до 150 километра. Значи дневно 120 до 150. Каква бројка е таа? Оптимална, просечна, средна, или вас ви е тоа Па рутинска, да не речем? Па не е рутинска, малце е појака километража е, пошто 120 до 150 километра да се возат дневно. Тој што се занимава со ваков спорт, знае што е. За оние што се неопатени може да им изгледа многу, ама значи не е нешто што е недофатливо. Значи не е нешто што не може да се изведе, може да се изведе за тие што се физички спремни, мислам дека не представува проблем. Третиот водещ не е тука, меѓутоа тука ни е логистиката. Логистиката, да. Можеме ли да го чуеме вашето име и презиме уште еднаш и кој ќе биде твојата улога? Јас сум Ѓорѓе Белевски. Добро. Јас ќе пратам позади со кола, ќе возам. Се надевам дека секи биде во најдобар ред, ќе помине секој што треба и како што е планирано. Кој е твојата улога, кажи ни, што би им помогнал ним ако им се случи нешто на патот? Па би бил нивна морална поддршка пред се, би ги бодрел во тоа доколку има проблем со велосипедот, би им помогнал во решавање на проблемот. И Пред се од голема поддршка ќе биде што ќе биде некаква заштита на патот од возилата. Значи ќе биде Ќе возите како? Дали на автопат или на автопатите се забраните за користење за велосипедисти, ние ќе возиме по споредни патишта како во Хрватска, така во Србија. Значи тоа се патишта кај што има многу сообраќај и едно овакво возило како заштита, како превенција од големо значење. Плюс ќе се носат резервни делови за велосипедите во автомобилот, резервен велосипед ќе има еден, така да логистичката поддршка е од големо значење. Чув неофицијално дека добро ќе ве пречекаат во Нова Градишка. Дали ова точно? Да. Комуникацијата ја имаме со фондацијата на Тоше Проевски. Од нив стапиме во контакт, благодетно ни одговорија и исто
хрватски велосипедисти кои што ќе не пречекат. Добро. Така да, утрешниот ден ќе има положување цвече, со венец на Нова Градишка има На местото каде што е загинал Тоше. Тоше споменик направено во Нова Градишка. И наредниот ден ќе тргнуваме со возење. Добро, ние ќе ве следиме нон-стоп 24 часа, ќе ни свраките фотографии и јабер. Да. Кажи ни како би била завршницата и кога прилика тоа? Па овака, значи по план, ако се пројде во најдобар ред, а се надеваме дека ќе пројде, некаде за 8 дена би требало да бидем назад во Кавадарци. Значи ако земеме како почетен ден да ни биде 19 септември, 27, 26 и 27 би требало да бидеме во Кавадарци, каде што на групата, значи нашата група ќе се приклучат и сите велосипедисти кои што сакат и кои што можат, ќе биде значи отворено, кои што сакат и кои што можат да извозат од Кавадарци до Крушево, каде ќе биде исто голем пречек, каде што ќе се положи цвеќе на вечното почивалиште на Тоше Проевски и каде што ќе има прием од страна на градоначалникот. Ако се тоа чини пари, меѓутоа, ако не беа спонзорите од Кавадарци, тешко ќе можете да реализирате оваа идеја. Кажете ни, кои беа тие мали така проблеми кои ги имавте и кои се тие што ви помогна, или не мора сега да ги споменете, кажете ги. Значи, овака, благодарност голема до нашите помагатели, без кои сигурно ова не би можело да се реализира. Тука пред се, благодарност до Кожувчанка, до менаджментот, до собствениците на Кожувчанка, благодарност до Инел Интернационал, до собствениците, значи благодарност до фирмите ВСГД, Анелмак, Ким, тука е уште и господинот Митко Јанчев, нашиот градоначалник, од кого имаме голема поддршка и од страна на општината. Тука е фирмата, значи од Белград, Рамот ЛТД. Тука е Сава осигурување кој се погрежи значи за осигурителните полиси за нас и не можеме да го забораваме човекот кој што не опремува значи со резервни делови, тоа е байк сервис на Горан Рипата. Добро. За крај да ни кажеш уште нешто, дали би какви се предизвиците што можат на патот да те наследат тебе? Која е таа заштита што треба да има пружишни? Па пред се заштита од возилата кои што минуваат по Возиш заднив, преднив или деснотив? поздинив. Поздинив, добро. Да. Да прикочуваат сите оние кои сакаат да притицаат. Да. Добро. Треба да прикочуваат сите за да не настане некоја несреќа, да се надевам дека нема да се случи така нешто. Ако се зголеми бројот на велосипедистите што од Хрватска да возат со нив уште? Па јас сум последен. Секојаш ќе биде. Секојаш ќе бидам позади нив. Сите слично на ова? не, ова ми е прво како нешто. Имам би сакал и така може да кажам дека на територија на Република Хрватска имаме значи од страна на обезбедување пратња на полициско возило, што е значи во голема полза за нас. Такво нешто не би можеле тука да издействуваме, пошто се работи значи сепак за поголема километража, поголеми обврски и ќе се трудиме значи ова да биде единствената заштита ѓоќе со нашето моторно возило. Тебе чува и веројатно Ангел од Тоше. Да. Тоше Проевски е легенда која нема никош да умре. На овој начин вие само го продолжувате споменот за него и вечното име. Кажи нешто за Тоше за крај. Не знам, немам збор за Тоше, заради тоа што уште кога почна да пее ми е идол, така не остана на сите во срцата. Ете, јас сум Водолија и он е Водолија, има многу сличности. Од секојаш ми било желба нешто да направам за некоја голема звезда. Ете, испадна за Тоше. Одлучиме да му даеме многу голема чест. Сепак благодарност и до фондација, и до мајка му, и до татко му, што поддржава оваа работа. Благодарам, драги, за крај. За крај уште една значи голема благодарност до Тиквишки Тучакџи, од кој имаме голема поддршка, голема благодарност до нашите помагатели, голема благодарност до фондацијата Тоше Проевски, до родителите кои дозволија значи неговото име да се користи на овој настан и се надеваме дека ќе заврши сето во најдобар ред, на крајот да можеме да кажеме дека тие од Кавадарци направија нешто за да може, значи, како што рековте, името на Тоше нема никаш да сгасне, ама бар некоја искра
да го држи воđenot константно во пламен. Благодарам многу. Исто и на вас. Благодарам и вас. РТК.м ќе изгледи овие храбри момци и ќе известуваме секојдневно за нивните рути како ќе завршуваат дневно, а на крајот секако ќе се обидиме да видиме со нив во Крушево каде што ќе ги дочекаме.